Прво, во 5 часот и 3 минути се уште да збориме за дневниот ред е доказ дека собранието не е добро усогласено, координирано. А вие како човек што седите на тоа столче таму сте први. Ве мола. Што ќе зборам, јас е мое право, не е ваше право да ми се меша. Тоа е мола. Збори за предлогот. Дали ќе го кажам предлогот на времето дали ќе го кажам предлогот на почетокот или на крај, мое право. Вие може на друго место да кажувате што ќе се збори. Ја што ќе збораме, мое право. Времето е мола. Повели, продолжи. Добре. Че вие како прв човек што си седите таму на тоа столче, сте најодговорен за ситуацијата во која што денеска се наоѓа собранието, заради тоа што не сте успеале, иако имате добра комуникација со сите координатори на пратенички групи, да усогласите како треба ова да тече денеска. Сакал да кажам дека единственото барање за денешната седница од наша страна беше точката за загадувањето да се разгледува во првите неколку точки. Но неделовничкото одбивање тоа да се случи ја предизвика ваквата ситуација. Би сакал исто така да потенцирам дека комплетно собранието е надвор од деловникот, односно го прекршува деловникот со постапување по закони, за кои што господин Мицевски многу пати збореше денеска, за кои што 3 дена предходно не се изјасниле комисиите, во овој случај дури и комисии кои што ги раководат пратеници од Социјалдемократскиот сојуз. Што значи сите лажни обиди да се префрли вината на неколку пратеници од ВМРО-ДПМН паѓаат во вода. Но како доаѓа денот на паѓање на оваа влада, како доаѓа денот на распуштање на парламентот, јас очекувам се поголема нервоза да гледам во ова собрание и се поголеми грешки во работата на собранието. Од друг аспект, уште една иронична ситуација има. Сите вие се чукате во знаме во грб дека сте многу за Европската Унија, па дури и на закони на кои што не треба да има европско знаменце, ставате европски знаменца, па потоа Европската Унија, амбасадорите, Венецијанската комисија ви кажуваат што правите, односно дека грешно правите, па после сите други ви се криви, од Макрон до не знам теории на заговор, масоните, темпларите, Унгарија, не знам кој, Турција и така натака, а сами правите грешки. Еве, затоа јас предлагам денеска, господине Џафери, единствените 2 закони кои што реално треба да имаат европско знаменце, законот под реден број 116 за неевидентирани лица во матични книги на родените и законот под број 119 за меѓународно приватно право, кои што се единствени од овие 130 што се поврзани со евроинтеграциите, сите други не се, да бидат ставени на дневниот ред како точка број 10 и точка број 11. Значи предлогот е 116 предлогот да стане 10, а 119 да стане 11, од аспект дека и ова собрание има пракса, која што вие не ја почитувате денеска, законите со европско знаменце да бидат погоре на дневниот ред. Благодарам.